Здраво сите и доброволте во новата епизода Мистериозните папки. Денес ја разгледаме на 400 годишна мистерија. Што се случи со мистериозниот брод Мери Селест? Бродот бил изграден во 1861 година на островот Спенсер, Нова Шкотска, Канада, и го добил името Амазон. Откако беше лансиран на 18 мај 1861 година, најде на голем број несреќи. За време на првото патување, неговиот капетан фатил пневмонија и подоцна починал, а бродот бил оштетен во неколку наврати, особено во октомври 1867 година, кога се насукал во заливот Кау кај островот Кейп Бретон. Следната година Амазон беше продаден на американецот Ричард В. Хејнс, кој го преминуваше во Мери Селест. Бродот претрпе значителни структурни промени во текот на следните неколку години и на крајот беше продаден на група која го вклучуваше капетанот Бенџамин Спунер Брикс. На 7 ноември 1872 година бродот Мери Селест исплови од Њујорк со повеќе од 1700 барели алкохол наменети за Џенова, Италија. На бродот имало 10 луѓе, меѓу кои капетанот и неговата 2-годишна ќерка. Во текот на следните 2 недели бродот најде на сурово време. Според последниот запис во дневникот од 25 ноември, Мери Селест се наоѓала на околу 6 наутички милји од Азорските острови кај Португалија. 10 дена подоцна бродот бил забележан од британскиот бригат Де Грација. Екипажот од тој брод се качил на Мери Селест и открил дека е напуштен. Дополнително на мистеријата беше фактот што товарот и личните работи беа главно непречени, иако недостасуваше долг чамец. Се чинеше дека бродот бил брзо напуштен. Екипажот од Де Грација отплови со Мери Селест до Гибралтар оддалечен околу 1482 км. Таму британските власти спроведоа истрага, која на крајот не најде докази дека се случило зострство на бродот. Мистеријата привлече одредено внимание, настана позната во 1884 година, кога сер Артур Конан Дойл го објавил текстот со наслов "Изјавата на Хабакук Џефсон, кратка приказна за преживеање од бродот на духови наречен Мери Селест". Во неговиот извештај поранеше роб кој барал одмазда ги убил патниците. Иако тоа беше чиста фикција, беа изнесени многу теории за да се објасни што се случило. Сепак, повеќето изгледа неверојатни. Немаше знаци на насилство или исчезнат товар, што фрла сомнеш врз тврдењата за бунт, убиство или пиратерија. Покрај тоа немаше докази за да се поддржи тврдењето дека експлозијата предизвикана од испарување од алкохол предизвикала бродот да биде напуштен. Поверојатното сценарио е дека капетанот Брикс погрешно верувал дека во неговиот брод навлегува премногу вода и дека требало да потоне. Оваа теорија беше поддржана од фактот дека звучната шипка што се користела за одредување на количината на водата во скориштето била откриена на палубата, што сугерира дека била користена непосредно пред бродот да биде напуштен. Покрај тоа, една од пумпите на бродот покажа знаци на неволја. Таа беше расклопена. Неисправното читање на шипката за звучење на ефикасната пумпа може да го наведат капетанот Брикс да поверува дека бродот потонува и да нареди да се напушти. И покрај тоа што се сметаше за несреќен, бродот Мери Селест остана во служба и помина низ голем број собственици пред да биде купен од капетанот Паркер. Во 1885 година тој намерно пловел во гребен, во близина на Хити како дел од планот да измами осигурителна компанија. Кога бродот не успел да потоне, властите ја откриле неговата шема. Мери Селест сепак бил премногу оштетен, па затоа беше оставен на гребенот каде што скапал. Нашата работа како истражувачи е да пребараме, собираме и презентираме факти, прашања и можности. Меѓутоа, толкувањето ви припаѓа само на вам. За сега, можеби за секогаш, овој случај ќе заврши во мистериозните папки.